Женскиот фудбалски клуб Топ Гол од Битола, по издвојуваната победа над фудбалерките на Борец, се пласира во полуфиналите од Купот на Македонија. За победата и пласманот понатаму, ви предлагам да го погледнете следниот прилог. На фудбалскиот терен Павел Шатев во Битола, пред околу 100 гледачи, екипите на Топ Гол од Битола и Борец се сретнаа во рамките на четвртфиналите од Купот на Македонија. Фудбалерките на Топ Гол, предводени од Грбевски, запиша убедлива победа со резултат 3:1. Надпреварот започна одлично за битолчанки, а на полувреме имаа позитива од 2 гола. Во 21-та минута Били Стојановска го донесе тимот на Топ Гол во водство, а во 35-та минута зголеми Кокаловска и со резултатот 2:0 се замина на полувреме. Во вториот дел повторно битолчанки има доминацијата на теренот, а во 72-та минута Кокаловска со својот втор гол на мечот ги донесе во водство 3:0. Неколку минути подоцна, односно во 85-та минута, гостинките преку Гегова успеа само да намалат за конечни 3:1. Со оваа победа Топ Гол се пласира во полуфиналето од Купот на Македонија. Најнапред сакам да им честитам на моите фудбалерки за одличната игра и прикажаното на терен. Иако игравме помалце топли услови за надпревар, победивме во четвртфинале од Купот на Македонија. Јас овладавме екипата на Борец со резултатот 3:1. Единствено жалам само за пропуштените шанси за гол и можам да кажам дека противникот е да биде среќен што заврши резултатот со 3:1. Сакам да дадам и пофални зборови за екипата на ЖФК Борец за фер плей играта која прикажа на овој надпревар. Следно коло играме пак со екипата на ЖФК Борец во рамките на 15-тото коло од Македонската прва фудбалска лига за жени. Сега се надевам дека покрај ќе направиме уште една анализа, имаме мал простор за одмор и се надевам дека во сабота пак извојуваме нова победа и ќе прокнижиме нови 3 бода на нашето бодовно салдо. Грбевски, каква е ситуацијата во женскиот фудбал генерално? Па полека, знаете како, вака да кажам, ние сме уште една балканска средина и полека, но сигурно можам да речем дека ја туркаме бариерата за развој на женскиот фудбал во Република Македонија. Исто така треба да кажам дека Фудбалска федерација на Македонија полека почнува да реализира некакви реформи за умасовување и развој на женскиот фудбал. А што се однесува до женскиот фудбал во нашиот град, ние сме еден силен клуб кој претендира да биде со европски стандарди, но знаете како цела општествена ситуација во Македонија, спортот е на една ниска гранка од финансиски аспект и тие се моментално главните причини кои не спречуваат да одиме на едно повисоко ниво. Ние сме клуб кој максимално работи и го има примерот, работиме по скандинавски модел, бидејќи скандинавците се моментално број еден во женскиот фудбал и покрај првата сениорска екипа ние имаме младинки кои се први на табелата, кадетки кои се пак први на табелата и сега форсираме и развиваме трета и четврта генерација, девојчиња родени 8 до 10 и по 10 години. Ако се средат работите во областа на финансирањето и на подобрување на инфраструктурата, јас ви гарантирам дека со ова работа која работиме со стручна и континуирана, дека фудбалскиот клуб, женскиот фудбалски клуб Топ Гол би можел да стане за многу кратко време шампион на Македонија и освојувач на Купот на Република Македонија. Од тренерски аспект, една девојка што треба да поседува за да стане добра фудбалерка? Единствено само, ние не сме ние сме под небе каде што и машките и девојките поседуваат дарба за спортување. Единствено само да има волја и желба и мала подкрепа од родителите. И со нашата континуирана работа, со стручната работа се станува добар фудбалер кој може да го носи националниот дрес. Ние сме клуб кој статистички во последните 5 години има извадено, односно продуцирано и произведено, можам слободно да кажам, фудбалерки, најмногу во Македонија, кои го носеле националниот дрес во U17 и во U19. И имаме сега една-две фудбалерки кои се надеваме дека ќе бидат повикани во А селекција. Почнавме од 0, па стигнавме до репрезентација А, 19 и 17. А со овој талент кој го поседуваме и со ова работа на помалите категории, ние ќе бидеме, мислам, пак екипа и во сениорска и во младинска конкуренција каде што ќе бидеме во врвот на табелата. Играм заден везен, некојаш и полушпица и така. Колку време тренираш? Околу 3-4 години. Така, како си задоволна од тренажниот процес? Па супер, тренираме многу напорно, за разлика од другите клубови и се докажува на терен. Денеска како го гледаш надпреварот? Па
Дадовме се од себе што можеме. И задоволна сум лично од нас и се пласиравме во полуфинале. Противникот денешен? Па не значи добро.